Половина година од отворањето, социјалниот клуб за лица со интелектуална попреченост ја отвори првата изложба на рачни изработки и цртежи како прво официјално чествување на Меѓународниот ден 3 декември. Големо ми е задоволството што денеска сме во Виница, сите собрани, сите релевантни фактори од општината, да го одбележиме Меѓународниот ден на лицата со попреченост, токму во нашиот социјален клуб, кој што социјален клуб функционира нешто повеќе од половина година и едно прекрасно место за дружба, социјализација на лицата со интелектуална попреченост од Виница. Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака од Виница, заедно со Републичкиот центар Порака, долги години правеше напори да оформи еден социјален клуб и конечно оваа година во соработка и голема поддршка од градоначалникот и Советот на општина Виница, со нивна поддршка и помош го отворивме овој социјален клуб кој што многу значи за лицата со интелектуална попреченост во општина Виница. Според статистиките на Светска здравствена организација 3 до 5% од популацијата има некаков вид на интелектуална попреченост, така да имајќи го процентот, многу лесно ќе видите во општина Виница колкава е таа бројка, но бројката е уште поголема затоа што интелектуалната попреченост не е само засега само лицето со интелектуална попреченост, напротив, тоа е товар на целото семејство, проблем на целото семејство. Ваквите сервисни служби представуваат олеснување за целото семејство, а бенефит за самото лице со интелектуална попреченост. Социјалниот клуб кој што е отворен на 10 мај оваа година работи исклучиво за интерес на лицата со посебни потреби. Сега се одбележувањето на Меѓународниот ден на лица со пречки у развој. По повод овој ден, заедно со лицата со посебни потреби кои што доаѓаат во социјалниот клуб, го одбележавме денот со подготовка на новогодишни украси, кои што они сами го изработуваа. Да имаме опфатено од 5 до 10 дечиња со интелектуална попреченост во овој клуб, кои што доаѓаат 2 пати неделно, вторник и четврток, и кои што се залагаат за подобрување на нивниот општествен живот преку развивање на едукативно-когнитивни активности, практични социјални активности. Исто така пред се сме насочени кон развивање на нивните животни виштини. Во насока на достојно искажување благодарност за поддршката од институциите и бизнис секторот, беа врачени и палкети и благодарници за сите кои ја дадоа стартната поддршка за опремување и функционирање на овој клуб.